Здраво, Македонија! Нешто по 18 часот, термин резервиран секако за листа за 300 квиз кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Моите надпреварувачи се подготвени и чекаат да бидат повикани. Знаете дека стандардно прво ги повикувам денешните домакини, односно оние кои што со победа нели се пласира и за следното издание на нашиот квиз. А тоа се Панче и Тони. Повелете. Панче, здраво. Здраво. Тони, здраво. Како сте? Супер. Можете малце понамаму да дојдете, многу невица ми стоиш, што не стреме да не ми се лизнеш. После кај вака ми ги зимаш парите, при тужба, и вака и така, да, може, знам. Како сте, гледам расположени? Одлично. Супер, баш ми е драго. Минатиот пат завршивме со парична награда од 100 евра. Денеска евек имаме шанса повторно, но нели стандард. Уште едни надпреварувачи и уште две лицитации, дали сме подготвени за сето тоа? Сме. Секако. Стратегијата разработена? Разработена. Сега кажи. Цела недела мислевме на тоа. Точно. Така, да. Супер. Чим сте расположени, тоа е најважно. Нема да ви одзимам повеќе време, вие да не сакате да си додадете нешто. Тоа е тоа. Ништо, да ги поздравиме гледачите, сите што не познават. Голем поздрав и од мене до истите. Домакини, повелете во домакинската кабина. Фала. Фала. А сега во нашето студио тука се индивидите предизвикувачи денеска. Во таа улога се Александар и Зоран. Повелете. Александар, здраво. Зоран, здраво. Како сте, момци? Добро. Супер, одлично. Расположени за игра? Да. Да. Кажете ми искуство, Александар, ако не се лажам, ти... Да, втор пат. Втор пат, така? Да. Јас Зоран, прв пат. Да. Како ти е, брат? Како Немаш гале, не би изгледал ни трема, ни ово, немам ништо ја. Супер. Баш ме е драго. Ајде накратко да ве запознаеме, односно да се подсетиме. Ајде од Александар, еве ќе почнеме. Ниев Александар, доаѓам од Кочани, 31 година по втор пат и сакам да поздравам мајка ми и сите кои што ме познаваат. Голем поздрав и од мене и до мајката и до сите кои што те познаваат. Кажи ми како помина минатиот пат кога беше Па изгубивме на пенали. на пенали Да. изгубивте? Ајде денеска ќе веќе имате шанса за поправен. Зоран, на брзинка да ни се представиш. Граменов Зоранчо од Кочани, за прв пат сега во емисија и да ги поздравам сите што ме знаат и толку не. Тоа е. Тоа е скромно. И од Скромно. мене голем поздрав до сите кои што те знаат. Да. Голем поздрав и до цело Кочани. Денеска тука започнувате како предизвикувачи, баш да видиме до каде ќе стигнете. Не ве прашувам дали имате умилени теми, нешто, зашто да Ќе кажеме таму во кабина ние. Да, во кабина. Кога не може да слуша. Супер. Спремни сте, битно така, Да, подготвени. подготвени, да. Како што кажа, трема немаме, не сме Не. возбудени. Мене ми е Нема важно проблем. само ако имаме некаков технички проблем после да ми кажете, и ако нешто не е јасно дека тебе ти е прв пат да речеме, нешто не си слушнал, таква работа, да ме прашаш, Ќе немојте се да консултираме, ќе се консултираме, така, нема проблем. Што да викам, со среќа почнувате како предизвикувачи, ваша предизвикувачката кабина, повелете. Ајде. Панче и Тони, односно Александар и Зоран се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, на брзинка да ги провериме дали работат како што треба, за да си продолжиме понатаму без никаков проблем. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на Панче и Тони. Александар и Зоран, дали се слушаме? Да. Супер. Да, одлично ще еднаш ќе повторам ако има некој проблем. Кажете, тоа е тоа. Како што рече, ќе разговараме, ќе комуницираме. Со среќа уште една сега ќе исклучиме и вашата кабина да провериме кабината на Панче и Тони дали се слушаме домакини. Да. Горете. Одлично, може да почнеме. Може. Ви благодарам. Кабините функционираат одлично, домакините дадо зелено светло, предизвикувачите расположени за игра. Па, ајде да започнеме. Започнуваме стандардно со првата лицитација. А темата за истата глас. Зборови, каде втората буква е буквата П како прилеп. Зборовите треба да имаат најмалку 4 букви. Те признаваат сите видови зборови, но секој збор можете да го кажете само во еднина, во еден било кој род и без членување. Не се признаваат лични географски имиња, имиња на компании, кратенки, народи и така натаму. Панче, Тони, дали не е јасна темата? Да. Александар и Зоран, дали не е јасна темата? Да. Одлично, бидете внимателни, ова важи и за едните и за другите.
Ки имате доволно време за размислување, но да се вратиме на надавањето. Знаете дека при првата лицитација, први со надавање, започнуваат тековните предизвикувачи. Во таа улога се Александар и Зоранчо. Ќе ве замолам да исклучиме кабина макините. Александар и Зоранчо, кога ќе имате понуда, кажете ни. 5. 5. 5. Започнуваме со 5. 6. 7. 7. 8, 8. 10. 10. 11, 11. 12. 12. 13, 13. 15. 15. 16, 16. 17. 17. 18, 18. Нека одговарат. Нека одговараат. Да одговара. Ајде да видиме Александар и Зоранчо. Седиче ви дадо шанса вие да одговарате. Не знам како сега ќе видиме кои зборчиња се во игри и како, дали е лесна тема или тешка. Навидум звучи нели малце така трики. Каде само Марко, значи зборови каде што втората буква е Да. П, Втората а буква и од најмалце 4. најмалку 4 може да бидат со повеќе. Да, Добро. да, немаме ограничување колку букви. Мислам, може да бидат, нели? Но како што рековме, можете сите видови зборови се во игра, но можете да го кажете секој збор само во еднина, во било кој род и без членување. Кога ќе бидете подготвени, Панчо и Тони, слободно започнете. Сплет, Сплет. Така е. спорт, Спорт. Точен одговор. спор, Спор. како бавен, Како ба, така е. спас, Спас. Точен одговор. спасение, Спасение. Така е. спасител, Спасител. Точен одговор. шпион, Шпион. Така. шпоред, Шпоред. Точен одговор. шпајс, Шпајс. Така е. споен, Споен. споен, да, споен, Споен. Точен одговор. порен, Спорен. Така е. опозиција, Опозиција. Така е. упорен, Коопозиција. да, упорен, да. да. Така е. опортунист, Опортунист. Точен одговор. Што колку имаме? 4. Аптека, Аптека. Така е. спрат, Спрат. Така е. Уште 2. оправдан, Оправдан, тоа сите што се молевме да ни стават во средно. Така е, точен одговор. специјал, специјалист, Специјалист. да, За зборчиња каде втората буква е буквата П. така нешто. Да, Панче и Тони. Треба да пишеме по специјалисти. Тука, браво за Панче и Тони, без некој поголем проблем. Ги дадовме оние 18 побарувани одговори. Имам чувство дека и беа и повеќе дека ќе се Уште десетина Да, можеш. дека е така ќе се снајдевме. Што ме води кон тоа, честитки до вас, што ме води кон тоа, да им кажам на Александар и Зоран, малце похрабро требаше, уште малце да надаваме, немете вака лесно да им оставате на вашите противници да доаѓаат до поени.
Ништо не е готово, немојте да ми се разочарувате, имам уште една лицитација, затоа внимателно и храброво продолжение. Зборови, каде втората буква е буквата П, кој што може исто така да ги играат нашите надпреварувачи се апанажа, апарат, апатија, апаш, апел, апелација, аплаус, апликација, апокалипса, апостол, април, абсолвент, абстракт, потоа епархија, епилог, епископ, епицентар, епоха, опаковка, опасен, опатија, опклада, опомена, потоа оптужба, спална, спанаќ, упатница, упатство, уплав, уплата, шпедиција и така натаму. Сега, драги гледачи, како што реков, имам уште една лицитација за играње, а ова е она лицитација која што ќе го одлучи понатаму што текна на нашиот квиз, односно дали ќе играме пенали, тие ќе бидат одлучувачкиот фактор или пак ќе се преселиме веднаш на главната сцена. Темата за втората лицитација гласи: тенисери освојувачи на Гранд Слем. Барам имиња на тенисери кои освоиле најмалку еден од 4 тениски Гранд Слемови од 1968 година до 2026 година, заклучно со завршниот Роланд Гарос, извинам, оваа година. Тоа е така наречената Open Era. Ако не се лажам, сега имам уште еден турнир, Вимблдон, кој што се игра, кој што е во тек и тука нели нема да го знаеме кој е победникот, барем не сега. Ама ќе го знаеме за следниот пат кога ќе дадеме слична некоја ваква тема. Панче и Тони, дали не е јасна темата? Да. Јасно. Одлично. Александар и Зоран, дали не е јасна темата? Супер. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање при втората лицитација започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се наоѓаат Александар и Зоранчо. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Панче и Тони. Александар и Зоранчо, кога ќе имате понуда, кажете ни ја. 8. 8. Започнуваме со 8. 9. 9. 10. 10. 1 плюс. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. Едно повеќе 15. 16. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. Зоранчо заокружува на 20. И 1. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. Колку? 25. Нека одговараат. Да одговараат. Ајде да видиме, сега не можам да се позовам дека не надававте. Тенисери освојувачи на Гранд Слем. Панче и Тони, не знам како стоите со тенисот, дали играте тенис, дали пратите тенис. Само пратим. Само пратиме, а баш ми изгледаше на некој кој што играм. би играл тенис, Тони. Ништа. Немаше услови. Немаше Кога услови. сме биле млади, да. Ја сега веќе Да, да. телото нема услови. Сега други услови Да не се даваат. други. Ке се вратиме на тоа понатаму, сега да не ве деконцентрирам, да не ви изместам дели од колосек. Темата беше тенисери освојувачи на Гранд Слем од 68 па се до 2026 година. Кога ќе бидете подготвени, започнете. Ајде да почнеме со најдобриот Џоковиќ. Ѓоковиќ. И режија знае дека Ѓоковиќ ќе биде првиот, не ми се верува. Браво, точен одговор. Рафа Надал. Рафаел Надал. Така е, точен одговор. Федерер. Федерер. Така е. Мареј. Мареј. Ево Енди Мареј, така е. Алкарас. Алкарас. Карлос Алкарас. Еден од ние сега новата ера нели на тенисери. Така е, точен одговор. Јаник Синер. Јаник Синер. Така е.
последниот што е освојувач На Зверев. Ролан Гарос. Зверев, така. Ролан Гарос, точен одговор. Андреа Гаси, Андреа Гаси, едно од оние имиња со кои што израснав јас. Така е, точен одговор. Пит Сампрас, Пит Сампрас. Одиме со таа ера сега, маце. Така е. Борис Бекер, Борис Бекер. Осушни. Да, Борис Бекер, така. Густаво Куертен, Густаво Куертен. Така е. Горан Иванишевиќ, Горан Иванишевиќ. Точен одговор. Џими Конорс, Џими Конорс. Така е. Доминик Тим. Доминик Тим. Така е. Вавринка. Вавринка. Така е. Точен одговор. Стан Вавринка. Дел Потро. Дел Потро. Не, повише од пол, уште 10 ви требаат. Ајде, нека Така е, Дел Потро. Бjorn Борг, Бjorn Борг. Да, така е. Виландер, Виландер. Мац Виландер. Така беше. Точен одговор. Штефан Едберг, Штефан Едберг. Така е. Томас Мустер, Томас Мустер. Курир. Он има остро, а Мустер нема. Па може и да нема. 1995-та една Ролан Гарос титула. Па добро. Се извадивте, леле, го тепаве од барање. Го немаше, но ние дека се со повеќе го нема на листата надале. Баре. Добре, се извадивте. Потоа, Уште колку имаме? па уште 5. Иван Лендел, Иван Лендел. Така е. Мекенро, Џон Мекен. Џон Мекенро. Он беше гълъмджията, што се Да, разправи со да. мала, така со реките, да. Така е, точен одговор, уште 3 се. Уште? 3. Джим Куриер. Джим Куриер. Така е, еве го и него на оваа листа. Точен одговор, уште 2. Майкъл Ченк или Чанк. Майкъл Ченк. Точен одговор. И кој ќе биде последниот? Данил Медведев. Данил Медведев. Данил. Даниил, да. Даниил Медведев. Кај беше сега те гледав да не добро, те видов како и да го видов Медведев, така е точен 25-ти одговор за Панче и Тони. Честитки, одлично одиграно. Во еден момент ете застанавме нели со еден од одговорите, но не зашто беше погрешен, туку само зашто ни требаше подетална проверка. Немам што да додам. Браво и за знаењето Благодариме. поврзано со тенис. Си требал да почнеш и да играш, ако имаш вакво знаење за тенис, може би и добро ќе играш. Да, ако се играе од место. да. Од место ако се игра. И пред телевизор, кажи со за супер. пинг-понг ме бива сум играл. Да, браво, с мене ни за пинг-понг не ме бива, жена ми партали ме прави кога и да најдеме пинг-понг маси и комплекс ми е, веќе не збориме на таа тема. Александар и Зоран, немам замерка никакви искрено. Надававме на неполни 50 можни одговори, надававме повеќе од пола.
Храбро игравме, но ни се погодија противници како што се погодија. Среќата беше таква за овој пат. Томас Мустер. Ја Да. тај мислев Томас Мустер дека немаше титула. Како? За Томас Мустер. Да. Мислев дека нема титула, левукар беше тај, знам. Да, но дете имал. Исто знам, Имал. затоа и проверувавме, гледавме. Тоа. Горет. Многу ми е криво, искрено мислам дека многу повеќе требаше од ова, нели, да оствариме резултат, но среќата е такви, за жал, нели, еден си заминува како победник од тековните емисии. Искрено се надевам дека нема ова да го одврати назад. Сега, еве, овој кон сите гледачи еден апел, започнуваат пријавувањата, затоа што завршува сезоната, започнуваат пријавувањата веќе веднаш за наредната сезона. Искрено ве замолувам, конкретно вас двајцата, да се пријавите и да Обавезно. започнеме сезоната онака како што треба, затоа што верувам дека имате многу што повеќе да покажете. Секако, секако. А сега Александар Изоранчо ќе одиграме една партија пенали, ова се оние ревиални што ги викаме, чисто и за, нели, да ве подготвиме вас и за новата сезона, но и да добиеме на време, затоа што имам уште време да се дружиме, па да не си го скратиме тоа задоволство. Зошто? Брзи сме биле ние. Да, не се секирајте, значи не влијаат никако на резултатот овие пенали. Тони, уште една честитки до вас, со вас ќе се дружиме тука на главната сцена. Александар и Зоран, играме сега пенали, а потоа се подготвуваме за наредната сезона да стартуваме како што треба, с убава парична награда. Но пред да го направиме сето тоа, јас уште да ги прочитам дел од оние тенисери освојувачи на Гранд Слем титули: Артур Еш, Гилермо Вилјас, пробам да ги издвоам, Илие Настасе, Јаник Ноа, Лейтон Хјуит, Марат Сафин, Марин Чилич, Мац Виландер, Пат Кеш, Род Левер, веќе не знам кој ги кажавме, кој не, Штефан Едберг, Андриано Паната, Андре Химено, Бил Боурей, Роско Танер, Џон Њукомп и така натаму. Јас уште еднаш ќе искористам оваа прилика да ги повикам сите наши гледачи да се пријават за следната сезона на листа за 300. Имаме се уште слободни места, па искористете ги. А сега, како што реков, одиме со една партија ревиални пенали. Темата за денешните пенали гласи: држави кои излегуваат на Средоземно море. Барам имиња на признати држави од Обединетите нации кои имаат свој брег на Средоземното море, вклучувајќи ги и Јадранското и Црното море. Панчи Тони, дали не е јасна темата? Јасно, јасно. Одлично. Александар Изоран, дали не е јасна темата? Јасна е темата. Знаете дека без разлика дали се ревиални пеналите или пак играме за резултат, први започнуваат со одговарање тековните предизвикувачи. И во таа улога се Александар Изоранчо, што значи го чекаме првиот одговор од нивна страна. Значи сега и на Јадранско море што излават, Како? и на Јадранско море Да, што и на излават Јадранско и на излегуваат. Средоземно Да, море, така да, ли? Државите. Да. Добро. Италија. Италија. Така е. Хрватска. Хрватска. Точен одговор. Црна Гора. Црна Гора. Така е. Босна и Херцеговина. Босна и Херцеговина, мал, но значаен дел си имаат. Хрватска кажано е добро. Момент само. Нема проблем. Албанија. 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 Така е. Малта. Малта. Така е. Ај Словенија. Словенија, дио никако Босна и Херцеговина имаат мало делче, но сепак многу значајно. И од туристички аспект, и од трговски. Грција. Грција. Наше море. Па да, Бело најблиско. море. Турција. Турција. Така е. Франција.
Франција. Така е. Кипар. Кипар. Точен одговор. Шпанија. Шпанија. Точен одговор. Португалија. Португалија. Не е Португалија, за жал. Да, Панче Тони, ваш следен одговор. Тунис. Тунис. Тунис е точен одговор. Панче Тони, честитки уште. Иако нели рековме не влие никако на резултатот. Огромна благодарност до Александар и Зоранчо. Супер бевте, реков дека тука е знаењето, треба само малце да се потигне. Можеби требаше да си дадете шанса да одговарате на некоја од зададените теми и така да пробате, знаеш. Кога е во твои раце, Подруго е. да, подруга. Но Добро, ќе разработувате стратегијата тама со Александар во нареден период. Така. И ве чекам повторно да дојдете. Уште еднаш ви благодарам од се срце. Многу ми е криво што вака заврши работата, но ќе се видиме наредна сезона. Сега за сега морам да ви кажам чао. Држави кои излегуваат на Средоземното море и потоа продолжуваме секако да видиме дали и кога би освоиле парична награда Панче и Тони. Но да ги кажем и државите кои излегуваат на Средоземно море, 26 се на број, па ќе ги прочитам на брзина сите. Албанија, Алжир, Босна и Херцеговина, Бугарија, Грција, Грузија, Египет, Италија, Израел, Кипар, Либан, Либија, Монако, Малта, Мароко, Романија, Русија, Сирија, Словенија, Тунис, Турција, Украина, Франција, Хрватска, Црна Гора и Шпанија. А сега, драги гледачи, ги повикувам Панче и Тони да ми се придружат тука на главната сцена и да видиме што ќе направат во продолжение. Затоа, останете со нас, се враќаме веднаш по пузата. Панче и Тони ми се придружија тука на главната сцена. За многу кратко ќе ги сочиме со темата која што ми е подготвена тука. Но стандардно, традиционално, ако сакате да се подсетиме на нашата листа, составена од 15 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни одговори за да освоиме максималната парична награда. Во меѓувреме за 3 точни одговори следуваат 50 евра, за 600 евра, за 950, за 12 200 евра и за 15 точни одговори нашите надпреварувачи ќе си заминат со парична награда од 300 евра. Панче и Тони, подготвени да одговарате? Да. Да. А слушајте и вие добро, драги гледачи, зашто денеска го тестираме нашето знаење на тема села во Македонија на буквата Б. Бараме имиња на села во нашата држава чие име почнува на буквата Б како Билјана. Ако селото има назив од 2 збора, се смета првата буква од првиот збор. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Ајде. Бистринци. Бистринци. Бистренци. Бистренци. Тоа е во нашата општина. Односно во општина Демир Капи. Така е, точен одговор. Бегниште. Берниште. Бегниште. Бегниште. Да. И ова таму тоа играе? Да. Нашите прво. Така да, нормално, така да, точно си сигурен, фала Богу. Така, Бегниште и И Барово. Барово. Така е, за 50 евра, Барово, точен одговор. Што време се за понатаму? Ќе одиме? Да одиме. Да. Да. Ајде. Одиме уште 3. Ајде. Бесвица. Бесвица. Еве, Бесвица. Така е, четврти точен одговор. Запишам се. Да, само да запишеме. Бохула. Бохула. Бохула.
Еве го. Село во општина Кавадарци. Така е, точен одговор Бохула. И Бојанчиште. Бојанчиште. Бојанчиште, да. Не. И Бојан кој го карале, па така го Бојанчиште едно. Ева. Ева вам овој. Дуби сакал да знам од како е генезата на имињата за нашите села. За дел знам. И овај кавадаречко село, еве го најдовме, така е. Бојанчиште, 6-ти точен одговор за 100 евра. Што правиме сега? Дали ќе продолжиме понатаму? Баница. Баница. Селото што секогаш ме потсетува на јадење. Не знам зошто. Па има едно јадење. Да. Така е, точен одговор. Банско. Банско. Така е. И Босилово. Босилово. Сега фативме струмички дел малце. Така е. 150 евра за струмичкиот крај, мислам, ви донесе струмичкиот крај за вас и се. Честитки. Што правиме сега за понатаму? Ќе одиме малце, ќе одиме. Само да се... Важи. Ајде до 12 одим. Без проблем. Од кој ќе почнеме? Кој реков? Брајчино. Брајчино. Едно од најубавите. Да, едно од најубавите села. Сите ги знаат во пакет Љубојно и Брајчино. Така е, точен одговор. Брвеница. Брвеница. Криво ми е само што го снимува езерото. Во Преспанското, во тој дел за гревот вчера гледав некои слики и во последниве 10 години колку си има повлечено, страшно нешто. Жалост. И Брвеница, точен одговор. И кој ќе биде за 200 евра? Битуши. Битуша. Ајде, три пати. Битуше за 200 евра, точен одговор. Можам веднаш да кажам. Честитки, ајде договарете се сега за дали одиме понатаму, дојдете чекорче понапа моја така. За побаво да ја видиме сега, одиме на 300 евра. Да, 300 евра. Договорете си се и земете ми ги парите, ајде. Башино село. Добро. Да, добро. И? Добро. Башино село. Башино село. Ево го, одмah го најдов. Башино село или Башино село. 13 точен одговор. Богородица и граничниот премија. Така. У Гевгеле нема ништо. Богородица, 14 точен одговор и за 300 евра кој ќе биде? Кој село го одбрав? Брајковци. Брајковци. Тоа е во Ландова. Имаме го тука одмah го најдов и Брајковци и можам уште веднаш да ви честитам за освоените 300 евра денеска. Мора да признаем и за оваа тема без некој поголем проблем. Си протрчавме, ги дадовме оние побарувани 15 одговори и си ги собравме. Во нашите близки општини има доста на Б и тоа Ако супер, ваша среќа. Што да кажам. Со здравје да си ги трошите парите, на моје огромно задоволство, паѓето ни се дружиме во следното издание на нашиот квиз. А до тогаш, драги гледачи, секако станете со програмата на телевизија Сител, чекайте го следното издание на нашиот квиз и немојте да заборавите да се пријавувате за наредната сезона, додека се уште има слободни места. Со ова, го завршуваме денешното издание. Ве сака Марко, ве сака телевизија Сител. Чао!